Протестот на оризарите во моментов е во мирување, но на него тие ќе се вратат откако ќе ги завршат неодложните полски работи, се огласија тие денес. Во меѓувреме тие одржаа и заеднички состанок на иницијативниот одбор и синдикатот. Причините се следни, за да се обнови штрајко. Од денеска или треба 24 сата, па по полиција се пријаве. Ко прво, ко второ, младите денеска си се на работа. И така беше невозможно денеска да се испадне. Меѓутоа штрајко е ставен во мерување од тие причини само. Иначе штрајко ќе се продолжи и понатаму седот не бидат исполни нашите барања. Во текот на денот простру информација дека Министерството за земјоделство наводно е подготвено за производителите да им предложи цена од 35 денари за откуп и 3 денари ковид додаток, нешто кој оризарите во старт го одбиваат. Основни сте барања, интервентен откуп, под заштита, да за стокови резерви се откупат барем најмалку 1/3, сега за сега. Добра. И тоа е, тие се главните барања, пласман и откуп на оризовата арпа. Ни помалку, ни повише. И цената е 40-45 денари. Од тоа нема да оставаме за тоа што оризов ќе исчезне од полињата и сигурно нема да се. Оризопроизводителите предупредуваат дека состојбата не само во производството на ориз, туку и во целиот сектор земјоделство е хаотична. Ако под итно не се превземе нешто, државата ќе стане целосно зависна од увоз на храна. Ќе треба да се направи една глобална анализа и од страна на Министерството и на владата какви се мерки треба да се преземат за да се обезбеди опстој на земјоделието и на земјоделците. Состојбата е крајно депресивна и ние на секој начин ќе се трудиме таквата состојба да биде надмината и бараме истно разговор и диалог со министерот и со премиерот токму во таа насока да се најдат решенија на состојбите во земјоделието за да може да опстои. Оризопроизводителите во знак на протест вчера ја изнесоа земјоделската механизација во Крупиште, Чифлик, Чешиново и Облешево. Во однос на незадоволството на производителите на ориз, министерот Љупчо Николовски денес излезе со следниот став. На наша иницијатива и легислативата се менува се со цел да стане стратешка култура која што ќе биде откупувана и од страна на стоковите резерви. Сите барања кои што се доставени и за средби и за конкретните состојби ќе бидат разгледани и од мене и од мојот тим и ние буквално сме секој ден на терен и секој ден сме со земјоделците.